Добро вечер, почитувани гледачи. Еве во уште едно издание на емисијата Заспи ако можеш, понеделнички во 22:30. Јас сум Драган Милосављевиќ, вашиот војтел. Заедно се разбира со колегата Горан Меновски, за кој што многу работи нема потреба да се кажат, бидејќи сите ги знаете. Добре, не кажи дека сум постар. Прв да не кажи дека сум постар. Да, но ќе кажам дека веќе мора постојано да носи очила, знаете зошто. Вечер имаме наистина многу интересен гостин, на моје големо задоволство, верувам и на ваше. Човек кој што е долги години во македонската политика, човек кој што на свој начин се разбира ги брани македонските национални интереси, тоа на некој не му се допаѓа, на некој му се допаѓа, неговиот начин на искажување на својата политичка мисла исто така е за многумина контроверзен, меѓутоа се работи за господин кој што и тоа како има што да каже. Се работи за председателот на Единствена Македонија, господинот Јанко Бачев. Добро вечер. Добро вечер и благодарам за поканата. Нова премиерно мое настапување во вашата така исклучително гледана емисија и се надевам дека ќе го задржиме вниманието на интересни теми. Така. Околу темите барем нема проблем. Македонија секој ден има интересни теми. Морам да кажам само нешто претходно. Горан почнува кампањата. Наредниве 20 дена ќе се изнаслушаме. Ја морам да се спротивставам, Драган. Не, кампањата не почнува денеска. Официјално почнува. Кампањата започна уште пред 3,5-4 месеци и тоа е еден сериозен проблем кој што особено ги тангира по малите политички партии, така ќе ги наречам Единствена Русија меѓу нив. Македонија се извинуваме подсвесно малку да. Како се спротивувате вие, господине Бачев, со Единствена Македонија, со големите политички партии кои што имаат сериозни ресурси, луѓе и пари? За вас кампањата и овие 20 дена нема да биде нешто специјално со оглед на тоа со колку финанси располагат? Претпоставувам. Па точно е, сега овие големите партии значи го окупираа медиумскиот простор и изборниот законник, значи што го донесоа, предвидува таму дека нели 9 минути ќе оди платена политичка програма на секој час се емитува на програма, од кои 4 минути за власта, за двете партии од власта и двете партии од опозицијата кои што на последните избори имале најмногу пратеници, значи СДСМ и коалицијата и ВМРО ДПМН и коалицијата и ДУИ и алтернативата. Така да и таа една минута што ја имавме како вонпарламентарни партии, сега со измените на изборниот законник пред 10 дена кога беше најновите измени, ја скрати на 30 секунди. Значи сите вонпарламентарни партии на час емитувана програма добиваат 30 секунди да ги распределат меѓу себе во оваа изборна кампања. Што е, мислам, смешно, али не се жалиме ние во главном на терен ќе ја водиме нашата кампања. Значи ние сме тука после ВМРО и СДСМ, можам да кажам, така партија со најмногу застапени, ги настапен во 33 општини, со 33 советнички листи низ Македонија, така што очекуваме добар резултат. Ќе бидам задоволен ако го повториме, малку се знаеве во јавноста бидејќи од токму поради тој медиумски мрак ние на последните и предпоследните локални избори 2013 и 2017 имавме околу 15.000 гласови и моментално околу 11 советници по Македонија, така да верувам дека со една добра кампања на терен ќе направиме добар резултат. Така, вие долго време сте во политиката, долго време и вашата партија, иако го смени името, нели? Така. Меѓутоа еве не излегувате со советнички листи, а не со кандидати за градоначалници. Така, значи јас тоа го образложив на пресконференција пред една недела, значи ние го прифативме повикот на ВМРО ДПМН да ги поддржиме нивните кандидати за градоначалници. Од тие причини нашите спремни листи од 15 кандидати за градоначалници не ги поднесовме во крајниот рок до ДИК, водејќи се токму тоа што го кажавте вие во најавата, значи за нас првенствено се македонските национални интереси. На прво место, се друго е споредно и од таа причина го прифативме тој повик, бидејќи кај изборот за градоначалници специфично се бираат според изборен модел. И таму победува кандидатот ако има еден глас повеќе од противникот. Не сакавме да наштетиме на опозицијата со нашите 15 кандидати, значи ги повлековме. Тешка беше одлуката, водевме долги дискусии во партијата. Тој ќе ме прашав, имавте ли проблеми внатре во партијата? Не беше едногласно одлуката, имавме тешки дискусии во партијата, но тие дискусии беа во интерес и на партијата и на Македонија. Бидејќи јас сега значи можам да кажам дека Единствена Македонија и јас лично со ВМРО ДПМН и со Христијан Мицковски може да имаме милион причини, рационални или ирационални, економски или политички, за делби и поделби. Може да имаме различни надворешно политички пределби. Меѓутоа сега се треба да оставаме на страна. Ние сега имаме една повисока цел, мора да ја срушиме марионетската власт, инсталирана и купена од странски центар власта на Зоран Заев и на овие локални избори, ако ја начнеме сега,
оваа власт, ако опозицијата има добар резултат, значи тогаш ќе се ствара една еуфорија кај народот, едни услови за скорешни парламентарни избори. Значи ние во овој момент сега како партија можеме да кажеме дека губиме, бидејќи ако ги истакневме тие 15 кандидати за градоначалници, вечерта ДИК кога ќе ги објави резултатите, ќе имавме многу повеќе гласови. Покрај советничките листи, значи кога ќе ги бројате тие гласови, ќе имавме многу повеќе гласови, меѓутоа единствена Македонија, јас лично сега ги игнорираме партиските интереси на страна, значи се ставаме на таа повисока цел, мора да се струши марионетата Зоран Заев, бидете гледате што се случува, човек кој што избриша се што е македонско. Име, идентитет, нација, историја, јазик, култура и од тие причини сега ние го прифатиме тој повик за сплотеност и единство и без разлика што дури јас себе деновиве така имам многу разговори со мои сопартици и со обични луѓе кои ме среќаваат, луѓето бидејќи не им се верува дека во оваа 30 годишна атмосфера кај што гледате има и политичари кои само крадат, лажат и ја растурат државата, кога им кажете дека се водиме од повисоки национални интереси, а ние сме како партија која во основа се бори за одбрана на македонски национални интереси, за нас се друго е споредно и дури кога не прашуваат, не им се верува кога тоа кажуваме. Одма прво што прашуваат што ви даде Мицковски, еве што му побара на Мицковски, еве да разјаснаме таа дилема. Ние немаме ниту еден советник, ниту еден градоначалник на листите на ВМРО-ДПМН. Ние не сме официјално во коалиција со ВМРО-ДПМН или еве тие правнички термини да ги искористам, ние сме де факто во соработка. А де јуре не сме во таа коалиција со ВМРО-ДПМН, наставуваме сами во 33 општини и јас така повеќе можеби малку на шала им кажам дека Мицковски викам се ми даде. И сега ме гледа што ти даде, викам ми даде, ќе ми го даде името, идентитетот, историјата, традицијата, мора да си ги вратиме. Тоа го барав јас викам од Мицковски, значи да ја начнеме сега оваа власт и на парламентарните избори да ја поставиме државата со сите нишани, значи со заштита на сите наши македонски национални интереси. Меѓутоа за жал, освен единствена Македонија, тие 5-6 помали партии не го прифатија тој повик, истакнаа некои да ја матат водата со нови листови, истакнаа по 5-6 кандидати за градоначалници. И од тука значи само може сега да наштетат и гледајќи ги сега тие како работат, тие се најверојатно по чадрот на Заев, бидејќи не може да ја согледат така да кажам пошироката слика за одбрана на тие наши македонски национални интереси, не се приклучија на тој повик. Можеби ќе направат некоја минорна штета, ама јас колку што сега гледам веќе расположението на народот, убеден сум дека на овие избори опозицијата мислите дека сите овие помали партии пече што рековте дека сите се под капата на Заев? Па сите се истакнаа кандидати сите, кој 2, кој 3, кој 5 кандидати за градоначалници за да наштетат во одредени општини. Меѓутоа сега како што кажав, најважно беше сите ние да се обединиме и сплотени да ја поразиме таа марионетската власт во Скопје, бидејќи не сакам ни да помислам на некој резултат кој што би го направил оваа марионетска власт сега на овие локални избори и јас сум убеден дека опозицијата ќе однесе голема победа. Но и сами одрековте дека еве вашите гласови некаде може да одлучуваат десетици, нели, можеби стотици гласови. Па затоа не истакнавме кандидати за градоначалници. Јасно ми е. Мислите дека постои опасност овие 5-6 помали партии што ги споменавте, другите може да го направат тој дисбаланс, Заев повторно некако да победи? Кандидатите за градоначалници сега кажавте се бираат по тој мнозински модел. Значи тука одлучува и еден глас, ако имате повеќе од противникот. Меѓутоа јас сум убеден дека значи со една добра кампања, значи дека народот овој пат нели имаше политичари порано викаа дека народот секој пат е во право и кога греши, ја кажам спротивно, народот сега не смее да греши повеќе, бидејќи дотаму се дојде на работите и јас сум убеден дека се на овие избори без разлика со сите тие притисоци, подкупи што ќе одат од страна на власта, тие големи пари што ќе се фрлат, јас сум убеден дека овој пат народот ќе биде на висината на задачата и ќе се донесе катастрофален пораз на овие локални избори. Но знаете, вие сте искусен во политиката, долго време сте на избори, знаете колкава е моќта, особено на локални избори кај тие партии што се на власт, а сега имаме апсолутна власт на СДСМ и ДУИ. Велите, ќе има крадење, ќе има... Не за крадење. Мојот ми беше дека секоја власт на секој избори тргнува со една предност од 5 до 6%. На милиони излезени гласачи, да кажеме, во Македонија, тоа е околу 50-60 илјади. Значи, веќе утре да бидат изборите, Заев е во предност со 50-60 илјади гласови, бидејќи има буџет, има вработувања, има подкупи, социјална помош. Тоа не е спорно. Значи, на секој избори власта тргнува со 5 до 6% во предност. Еве утре да имат избори веќе. И мислите дека таа не е доволна, дека расположението на народот сега ќе биде така, значи тие 50-60 илјади што ги кажав, значи што пред секој избори кој што ги има купени, така наречени купени гласови. Добро, но господине Баче, вие велите не е спорно, многу е спорно. Ужасно е спорно ако 50-60 илјади луѓе се однапред. Па има буџет, сега гледате секој ден
пренатрупани се согласи со вработување сите јавни институции. Значи таа е таа предност на почетокот што ја кажувам тие Председател Тервенковски преска кажа една работа која што мене ме шокираше, рече дека има 197.000 луѓе во јавната државната администрација. 200.000. 200.000 луѓе. Што и не е некоја тајна тајна дека ланската година пред заминување на министерот тогашен за информатичко општество Дамјан Манчевски имаше информација дека има 140 еве да речем 140.000 луѓе вработени. Од каде испадна сега 60.000 луѓе? Ако од тогаш до сега се вработени нови 57.000 луѓе во администрацијата, тоа значи дека оваа бројка е многу поголема. Вообичаено е еден купен глас носи уште еден со него, тоа значи дека Заев и СДСМ ќе влезат со дуи заедно со 100.000 гласови предност. Това малку сега Добро, Горан, има уште две можности. Едно е господинот Липчо Манчевски, се извинувам, Дамјан Манчевски да не ја зборува вистината тогаш или евентуално председател Црвенковски да греши сега. Ви Девет Црвенковски го спомнавте од 90 до 98 година, вие сте повозрасни, се сеќавате, беше непрекосновен владар СДС во тие 8 години. Ја имаше, и тогаш немаше и многу телевизии, па македонска телевизија, така, 3 телевизии. 98, значи он тргна на избори, имаше таа предност. А Роман Народ, кога се каже промени со Липчо Георгиевски, значи се изгуби. А после Липчо што сосем тргна по друга насока, тоа е друга работа. Значи сакам да кажам тргна со таа предност, ама народот кога се каже промени 98, значи СДС беше Мислите дека е дојдено тоа време и сега? Мислам дека е дојдено и повеќе од тоа дека се созреани условите, бидејќи сега веќе немаме што да изгубиме ние како македонци. Ние сме донесени во една ситуација во која што практично сака да не избришат од светската мапа на нации. 98 година во принцип против власта беше апсолутната корупција и она така наречено олигархиско поделба на имотот. Сега не е во прашање само корупција. Па виде се, ова власт, ако земеме сега, гледате, плива и во корупција, во криминал, непотизам, и што најстрашно плива во национално предавство. Значи, такво национално предавство се изврши во оваа држава. Значи, ние повеќе како македонци немаме што повеќе да изгубиме. Јас мислам дека ако сега ние не успееме ова власт да се тргне сега на овие избори да се начне, бидејќи на локални избори не може да се тргне централната власт, значи да се начне ова на локални избори и ако после веќе ако се створи таа еуфорија многу близко и дека ќе има и парламентарни избори, на кои што парламентарни избори таа власт ќе биде катастрофално поразена. Така, ќе влеземе во таа тема понатаму, само да се вратиме малку назад. Вие велите дека неколку партии кои што се опозиција формално не сакаат да учествуваат во директно тргање практично на оваа власт, па потоа велите дека се и под чадорот на Заев. Имате некои конкретни докази за тоа или повеќе се во прашање политичка логика? Па видете сега, од тие таму 8 партии се вон парламентарни, што учествуваат сами на изборите. Другите 20 се од тие 50 скупно партии, 20 нема во коалицијата на ВМРО-ДПМН. Да, и 20 не уште да сами. И тука се сега да кажеме една парламентарна е левица и уште има 6-7 вон парламентарни. Значи сите тие не го прифатија повикот и сега многу интересно е што сите тие сега, ако гледате во јавноста, интересно е што не се залагаат, не работат против власта со своите активности на терен, него цело време се преспетуваат со ВМРО-ДПМН. Тоа е многу интересна работа, бидејќи во секоја нормална држава во такви услови предмет на критика е власта. Бидејќи тие не се формално со СДСМ во коалиција, глумат дека се како неутрални во таа смисла и со нивните само тие кандидати за градоначалници ќе направат беле, ќе направат штета на овие избори, ама таа штета јас верувам дека ќе биде минорна, нема да се одрази на крајниот резултат и јас пак ќе повторам уште еднаш, желам значи што не го прифатија повикот и тука веќе за мене од тие неколку партии што ги знам таму, значи се постава прашањето дека најверојатно се под капата на Заев. Да. Има туку уште една политичка логика што вака сме разговарале со Драган. Не знаеме колку век вие сте политичар, повеќе ги знаете, работите. Логично е за помали партии да има нови избори. Така, нови избори се нова можност да се докажете, да освоите нови гласови. Зошто овие партии што ги спомнувате не би оделе со цел да го урнат Заев и СДСМ и да има избори на пролет, туку тие се пресметуваат, велите, со опозицијата? Па еве сега, примерот тие партии најпозната е Левица као парламентарна партија и тоа веќе јас го имам кажано во некои мои настапи дека тоа е проект. И сега еве телеграфски можам да нафрлам неколку работи, значи таа да не збориме за Левица многу, повелете. Ама е во матрицата на Заев, еве бидејќи ми праша еве дека дали имате конкретни
факти или да кажем или докази, или само тоа е работа на така перцепција некоја во јавноста. Еве ако ја земе како најпознато од тие 7-8, значи јасно е веќе дека со тие информации што излегува во јавноста, еве накратко телеграфски што кажавте, таа е партија формирана есента некаде 2015 година од страна на Сашо Мијалков. И првично се мислеше дека ако ВМРО формира уште една наменска партија, дека ќе земе гласови од СДСМ. Бидејќи не е тајно, од 90 година до сега барем јас знам најмалку 7 партии што се формирани по нарачка. Меѓутоа после кога се видат тие претумбации со бомбите, овој Апасиев се прешалтува на другата страна, беше со шарените, таа го палија, го рушија Скопје и после Заев го награди таму со советничко место во специјалното јавно обвинителство. А во СЈО не може да се влезе доколку немате препорака, се знае во тоа време од кој оде тие препораки. Трета работа, после кога Мијалков дојде во конфликт против сопствената партија со ВМРО ДПМН, да кажеме за да го одржи во живот, му купи стан во аеродром. Во зградата врата до врата со Коневски. За ова знаете дека доколку има некаква туџба ќе треба на суд да се пресметувате. Ја морам да реагирам секако емисија. За овие информации сте подготвени да ги докажувате на суд, предпоставувам, така? Имате соговорник со име со презиме вечерва, не е анонимен. Да. Значи, сега што кажав телеграфски да ги направам некои работи. Значи, му купува стан. Сашо Мијалков ја формира левица и му купува стан на кога Сашо се удри против сопствената партија ВМРО ДПМН, сега го држи во живот. Овој. Му купува стан. Коневски пред 10 дена му дава и гаража. Доре во гаражен простор. Они се врата до врата. Комши, стварни комши, не како комши што асоцираат со Коневски во аеродром во друга логика, не се комши му дава исто гаражен простор. Му го поклонува. Трета работа, гледате сега колку вешто го измамуваат народот. Значи тоа е Апасиев ти е уште еден политички измамник на нашата сцена. Гледате денеска пред 2 дена пушта по социјалните мрежи повик за донација. Вика ние сме бедна партија, мала партија, деца на стечени работници, не можеме да ги финансираме изборите, давајте ни донации. А сега пазите, 2017 година добива од буџетот 50.000 евра, 2018 90.000 евра, 2018 90, 2020 70 и сега пред 10 на дена 2021 уште 70. Тоа се околу 350.000 евра. И во циклусот сега што влезе како пратеник од 2021 до 2020 до 2024 еден парламентарен циклус, ќе добива годишно по 70, тоа се уште 280.000 евра. Но тоа да бидеме се искрени, тоа се гласови на граѓаните се наплатуваат според така. Ама не е спор, нека добие 7 милиони евра. Него пушта по социјалните мрежи, вика народе помагајте ми, ние сме бедна партија, мала партија, се му пуштаат донација од страна со собира. На 600.000 евра подпис има, располага со 600.000 евра. Значи тука е измамата. Значи глумат во јавноста едно, а во реалност е друго. А не е спорно дека нека се добијат они 7 милиони евра. Ама тоа го кријат. Сега ти убаво кажа, и мала партија нека 600.000 евра се големи пари за Македонија. А со негов подпис се и 60.000 се многу. 60 и се он располага со, а денеска го вози народот по социјалните мрежи, вика ние немаме вика пари, не може да обстанеме, немаме штабови, мала партија сме, избори, дај помагате. И колку што тужам сега од овие од наши од диаспорава и почнале да му пуштаат донации. Значи тоа е една голема измама према самиот народ. И од тука, значи, јас стално велам дека тоа е новиот Лјупчо Гергиевски. Тоа е Лјупчо 2 на нашата политичка сцена и што е најбитно, големата измама се стои во тоа што глуми голем патриот и националист. Ние 2018 година го водевме блокот Македонија бойкотира 7 месеци од јуни месец 2018 до јануари месец 2019 година 7 месеци ги поминавме по улиците и плоштадите. Блокиравме домови на пратеници, на тие 8 пратеници, блокиравме гранични премини пред собрание. Он не направи нас тогаш голема штета. Го повикуваше народ, не излегувајте на протест, ја ќе го оборам договорот пред Уставен суд. Зошто сега во собрание не поднесе иницијатива да се донесе собранието декларација да се поништи Преспанскиот договор? И сега некој ќе каже, ама они се два пратеника не можат ништо. Во ред, два пратеника. Ама ако го поднесе ќе настане расправа, ќе се запише во историјата дека има иницијатива да се поништи Преспанскиот договор. И сега тоа не го прави. Не го прави бидејќи во позадина го контролира зверот. Сега некој го нарекува длабоката држава, некој сценаристот, ја во моите пишувања го нарекувам зверот. Значи е под директна контрола. И што најтрагично, како може Апасиев да промени име, кога он сам ќе го промени презимето, не е Апасиев. Он си го промени презимето, тоа му е ново презиме сега. И сега од еден човек што си променил презиме и се викал Заев, Заев се сменил верата. Пред неколку, тој си бил од таа како беше протестантската, сега станал православен. Овој бил имал друго презиме, сега станал Апасиев. И како ќе го бранил името сега кога сам си го сменил презимето? Добро, да не збориме за па сега тие факти да или Горан имаш уште нова тема?
Не. Да, сакав да влеземе во клучната ситуација денеска, практично политички земјотрес се случи, Горан. Денеска на оној излагање, на оној собир во Мано излегува тројцата, јас во мојата анализа на Експрес мака напишав живи председатели, двајцата други не беа во можност се разбира да го кажат своето мислење, која сум сигурен дека сигурен дека ќе беше многу добра поента во сигурен дека и они би имале слични размислувања. Денеска тројцата излегува со сериозни критики. Иако морам да признам критиката на актуелниот председател Стево Пендарот ќе беше така малку во обланда, малку внимателна, политички коректна и така натаму. Но сепак многу јасни пораки, да. Од друга страна, Ѓорги Иванов повторно знаевме, очекувавме што ќе кажат, неговата политика е конзистентна, би се рекол последниве 20 на години, знаевме што ќе каже, меѓутоа Бранко Црвенковски, за кого што веќе не е некоја тајна дека е во лоши односи со својата матична партија, денеска предизвика вистинско цунами со своите изјави. Тој практично ја обвини актуелната власт дека тоне во корупција и дека државата се наоѓа пред пропаст. Еве, нека ме поправи некој, буквално тоа го рече. Ние не можеме повеќе да живееме на рати. Прашање кога балонот ќе пукне. Па видете, ова ја го гледам од друг аспект, значи се потврдува тоа што јас го пишувам низ годините. Дека не треба на деца да им се даде да водат држава, да си играат политика. Бранко Црвенковски може сега да биде добар председател на тие години, а не на 25-6 години дете кога го зема Кирил Глигоров како дете таму го постави на најбитната функција на премиер. Денеска многу убаво зборуваше. Зборуваше и Ѓорги Иванов многу убаво, ама да не забораваме, они не беа малолетни кога се градеше оваа држава, они се дел од градењето на оваа држава. Они се соучесници во разнебитувањето на оваа држава. И сега денеска они изиграваат као неутрални аналитичари. И ја представија Македонија ваква, била, онаква, никаква. Точно е, таква е. Ама вие сте дел од тоа што се случи на Македонија. И значи како што да се навратам на почетокот, за жал во овие 30 години гледате, деца не ја водат државата. И ВМРО допомне кој беше. Но господине Бачев, ако народот ги гласа, луѓе над 18 години се полнолетни, тоа е реалноста. И Курц во Австрија имаше 28-9 години кога стана. Тоа се исклучоци. Деца на тие години треба да се играат со други работи. Не да водат Ти кажеш што треба да се занимаваат со други. Значи Црвенковски денеска, ја се сложам со тоа, убаво се беше. Ама он сега да го стави, сега ќе биде добар председател на 58 години, колку е 59, колку не знам, мислам дека 63 година. Ајде вака, Црвенковски го кажа тоа што го кажа. Денеска и во таа моја фамозна анализа која што спомнав, реков дека се уште нема одговор од власта, молчат, ја подготвуваат веројатно таа блескава агенда за одговори, ги пуштија само нели новинарските и аналитичарските лешинари да коментираат, да колнат, да плукаат и така натаму, меѓутоа во меѓувреме СДСМ се јави со еден коментар, на кратко да го прочитам. Значи тој порача дека се нечесни. Да. Значи денеска јавноста сведочеше, кратко е ова, на едно пропагандно однесување на поранешни председатели на државата, договорот од Преспа, договорот за добрососедство со Бугарија и рамковниот се најважните договори кои ја вратија во живот македонската интеграција, ги потврдија идентитетот и македонскиот јазик, македонската држава живее и ќе живее и нема да умира на рати, а ако тоа некој го посакува, му порачуваме да мисли пред да действува, пред заради нашиот зарод и заради иднината на сите наши деца. И граѓаните со својот наш глас покажуваат дека се развива Македонија и така натаму. Ова е јасно дека е директно насочено против Црвенковски и воведното е, не е честно ниту кон граѓаните, ниту кон државата. Ова е, буквално првата реченица, не е честно ниту кон граѓаните, ниту кон државата, кога поранешни председатели од времето на транзицијата и режимот зборуваат за криминал и корупција, а не покажале никакви чекори против корупцијата во времето кога требало да му служат на народот. Тука вие веројатно веќе се сложивте однапред со СДСМ, ова е ретка ситуација, вие и СДСМ да се сложите за нешто. Не, јас само кажав дека за Бранко коментирав дека сега на овие години. Тој го мисли. Меѓутоа, Горан, реално Бранко Црвенковски беше на чело на СДСМ кога Значи, клучната реченица овде, а не покажале никакви чекори против корупцијата во времето кога требало да му служат на народот. Бранко Црвенковски го абелицираше човекот кој што го ослободи Зоран Заев да не оди во затвор за случајот Глобал. И истиот тој човек, сега партијата на Зоран Заев му вели дека не направил чекори против корупцијата. И тука се еден маѓепсан круг, кој сега е против корупцијата, кој ја брани корупцијата. Овде излегува дека Црвенковски според СДСМ ја бранил корупцијата кога не го испратил Зоран Заев за корупцијата во Глобал. Ја така, ако добро разбрав, сега не сум сигурен баче. Тоа веќе е во приватни разговори, Црвенковски го коментира дека му е најголемата грешка Зоран Заев.
што го постави на чело, и кога беше тоа конгресот, Бранко може да постави било кој, кога се повлече од СДС. Меѓутоа тогаш му го даде, бидејќи тогаш СДС веќе фактички беше во некој стечај, беше презадолжена во комерцијална банка, им беше задолжена изградата, седиштето, и од тие тројцата кандидати, овој Игор Ивановски, овој другиот Јовановски беше и Заев, беа тројца кандидати, тие двајцата се универзитетски професори. И Кирил Наумов, мислам, дека беше, тие се универзитетски професори, а партијата беше презадолжена и затоа му е дадена Заев. А Заев претходно, како градоначелник на Струмица, украде многу пари. Он беше 12 години, значи из негови раце се свртеа таму околу 250 милиони евра буџет. Буџетот на општина Струмица е околу 20 милиони, овој беше градоначелник 13 години и бидејќи и требаше јак финансиер на ЕСДС и затоа му ја даде партијата. Меѓутоа сега ми пренесуваат пријатели што се дружат со Бранко Црвенковски, викаат дека и во секоја прилика во приватни разговори длабоко жали самиот, значи се што го поставил Заев на таа функција. Да, сега е малку доцна. Особено што Овдека сакам да влезам со нешто што не сум сигурен дека е коментирано во последниве 2-3 часа, барем дојде ситуација кога што коментирање од 2-3 часа веќе може да биде веќе задоцнато. Имено професорот Денко Малевски веднаш се огласи со свој текст во Плюс Инфо е објавен, ако не се лажам, во кој што ги покажува со прст на председателите Црвенковски и Ѓорги Иванов дека не се однесувале во склад со, да речеме, со добрите практики, условно кажано, односно како председатели би требало, кога ќе излезат како поранешни председатели, да зборуваат за тоа што се случувало во нивно време и што тие направиле. И прави паралела со Америка, каде што председателите, не знам сега, Бил Клинтон, Џорџ Буш постариот, Џорџ Буш помладиот, Џорџ Буш постариот почина, мислам, нели? Обама, Барак, излегуваат многу ретко и кога излегуваат, зборуваат многу внимателно, оставајќи му простор на актуелниот председател да се искаже. Значи, критиката е дека поранешните председатели би требало да си ја гледаат само својата работа и да зборуваат за своето време. Меѓутоа, за самата Америка, тој вели дека тоа го прават секогаш американските председатели, освен во изнимни случаи, да се изјаснуваат за актуелни политички настани. Моето прашање, зарем ова сега не е изнимен случај? Зборот не ми се допаѓа. Исклучителен случај. Зарем ова не е исклучителен случај? Да, Црвенковски можеше за години и години, ако не се лажам, па и Ѓорги Иванов, јас не сеќавам дека дал нека особена изјава во последниве неколку години, откако не е председател, меѓутоа најдоа очигледно изнимен, еве го користам зборот на исклучителен, значи прашањето Бачев, ако може да го преформулирам, е дали дојде, како да кажам, во ќорсо како Македонија и Црвенковски и Иванов мора да реагираат, или како што смета Денко Малевски професор, дека не требало да реагираат, требало да се молчат за целата оваа корупција, криминал и овие срамови што не се случуваат, скандали на цел свет. Денко Малевски не вреди да се коментира, тој е човек со изгубено национално чувство и тука јасни се неговите позиции, ама јас можеби не се слагам сега со овие двајцата. Пак ќе повторам, они многу убаво зборуваат денеска да ги слуша човек. Ама пак ќе кажам дека они се соучесници во ова што денеска на ова дереđење Македонија дојдена. Значи не се они било кои, они беа значи составен дел од таа македонска политика во изминатите години. Особено Црвенковски беше и Ѓорги Иванов беше 10 години. Овој 15, овој беше Добро, беше и неизвршна, сакам да кажам, беше и неизвршна власт, беше и председател беше. Така, значи од кој аспект да земеме, они се виновни. Од 90 да почнеме. Во Македонија имаше една криминална приватизација во која што 10 транзитски бандити си го поделија целото општествено богатство. И таа грешка ја призна Црвенковски денес. Кој наназад 45 години луѓе во социјализмот го ствара сите работни луѓе во државата. Дојде 90 година си го поделија 10 на бандити и никој не прави ревизија. И тогаш премиер беше Црвенковски во тоа време кога тргна таа приватизација. Приемот во Обединените нации 8 април 93 година под привременото име ФИРОМ. БРМ. Требаше за 3 месеци да биде сменето. Па требаше воопшто сега излегува дека најдобро било Македонија да чека, ако треба 20 години, воопшто да не го прифатила приемот под ФИРОМ. Бидејќи лага е таа што се слуша во јавноста дека со влегувањето во Обединените нации гарантирате колективната безбедност, дека тоа е една можеби едно убаво достигнување на човештвото, ама не е така, Обединетите нации немаат никакви ингеренции. Ако на светската политичка сцена гледаме дека може да го заштите својот интерес ако имате некој од мокните држави како сојузник во меѓународни релации. Иначе ние бевме членка на Обединетите нации, а 2001 имавме војна. Што не спаси тоа што бевме членка на Обединетите нации? Значи можеби требаше да се чекаме права прилика во тој момент да не се прифати. На 8 април 93 тој прием во Обединетите нации, тоа и Бутрос Галем го сугерираше на Кирил Глигоров.
нема расположение во условието за безбедност да поминат дека во Република Господин Македонија. Мачев, тоа се работи кои што веќе не може да се вратат пред 27 беше за овие 20 години. значи, не се слагам сега, не можеме сега да глумат таму лудило како да не биле малолетни да биле во сите тие процеси што се случува во Македонија и Ѓорги Иванов и Црвенковски. За Пендаровски не сакаме да се нема потреба да коментираме тоа, гледате очигледно изгубени во просторот и во времето. Интересно, денеска излезе една анкета, ја пренесо од Конрад Аденауер и ИПИС по повод 30 години независност. Во дел од таа анкета, на МК јас ја пронедов, веројатно на друго место има, се зборува за слаба поддршка за договорите со Грција и Бугарија. Само 38% од испитаниците позитивно го оценуваат процесот на евроинтеграција. 38,5% за договорот со Бугарија, 41,5% за преспанскиот договор. Подобро, тоа не е ништо чудно тоа. Сите го знаеме, дури и Заев го призна во интервју вчера, ми се Токму чини. така, премиерот рече дека, дури ако не се лажам, спомна дека многу поголем процент од граѓаните биле против, меѓутоа тој презел храбар чекор, тоа е логиката и објаснувањето, презел храбар чекор со кој што нанел добро на државата, па потоа граѓаните сватиле и затоа победил на изборите кои додаа после тоа. Како победил кога референдумот беше неуспешен? Значи, он се колнеше дека ќе се прифатат резултатите од референдумот. И Пендаровски го викаше истото. Видовме референдумот беше неуспешен 2018 година, тоа што требаше да се стопира. Сите дејства со тој договор, меѓутоа он е на сила. После со тие оценетите и купените 8 претенеци, го протурка. За тој договор, без разлика што еве денеска гледам го релативизира Црвенковски, повеќе акцент удри на бугарскиот, дека е многу штетен, за овој каже дека као демека Со тешко срце, да, помало зло сме го прифатили. Меѓутоа, тие двата договори се штетни за македонски национални интереси. Без разлика Заев тоа што го кажува, со тој договор преспанскиот се брише и име, и идентитет, и историја, и традиција на македонскиот народ. Се е избришено таму, дури со тој договор одат и против природата. Гледате таму има еден член 7 кај што во ставот 1 кажува за македонците во Егејска Македонија дека се со посебни одлики, со посебна култура, со посебна историја, со посебна нација во северниот дел на Грција. За овдешни жители, ние што сме тука во Република Македонија, кажува дека се македонци, освен македонци, него дека се граѓани со своји одлики, со своја култура, со свое потекло различно од овој во северниот дел. И сега гледате со тој договор, ајде го ставиме настрана тие меѓународно правни аспекти кои што против одат и против природата. Тој договор го подпиша Никола Димитров. И сега гледате таа како да ја кажем како иронијата се поиграва. Никола Димитров е роден во Македонија. Татко му е роден во Егејска Македонија. И сега според тој договор они татко и син не се исти. Едниот е антички македонец, едниот е учествувал словенски македонец. А другиот е словенски, така стои договорот. Така тие се други македонци, овие се други македонци, а татко и син се. Така да стотици илјади вакви примери има. Па стотици сега го земаме Димитров како министар, најпознат, нели, он го подпиша договорот. И сега добра работа е што тој договор е ништовен. Значи ако дојде на народна власт со пределба, со национална и патриотска пределба да го поништи, ја себе мојата сега нова книга е токму таа тема, меѓународно правните основи за поништување на и постапката за поништување на договорот меѓу Македонија и Грција. Значи постојат 3 правни меѓународни основи со кои што тој договор може да се поништи. А меѓутоа има едно ама што се вика треба да дојде народна власт со определба да го поништи тој договор. Бидејќи ништо не е вечно, меѓународните договори не се вечни. А баш сега што еве гледаме дека има раздвижување и во светот и во регионот, геополитички поместувања. Може ли тука да се надоврзам на нешто друго што го кажа денеска Црвенковски, околу тоа Европска унија и НАТО како евроатлантската интеграција како единствена опција за Македонија и тој постои многу логично прашање, вели ако не влезе во Европската унија или ако ЕУ реши дека нема да се проширува, што ќе прави Македонија, ќе се распадне ли? Дали ќе се самоукине, токму Па таа е таа или грешка. ќе најдеме варијанта за преживување. И тука некако вие сте вака интересен соговорник. Таа е таа грешка и на Црвенковски и на Торакоц во тоа време што од 90-та година за Македонија светот завршува до Брисел. Претходно до Белград, после тоа до Брисел. А не заврши, светот е многу поширок. За нив се од 90-та година и сега до овој момент и за Заев светот да заврши до Брисел. Заев секој ден као стара некоја расипана грамофонска плоча стварно повторува. Нема алтернатива од ЕУ, нема друга алтернатива, тоа стално го повторува. Значи за нив светот е до Брисел, ама не е така. Господин Мачев, тука веќе влегуваме во една така опасна тема би рекол, меѓутоа ајде. Вие сте начело на единствена Македонија која што по многу карактеристики потсетува на единствена Русија на председателот Владимир Путин. Вие дури еднашка се појавивте на барикади, ако не се лажам, со руско знаме, заедно со знамето од Вергина. Така, од Кутлеш, да се поправам. Луѓе што ги... Значи, вие не го криете, да речеме, вашиот однос или про-руски сентимент што го имате. Навистина верувате дека е возможна таа алтернатива Македонија да се сврти во тој правец и тамо да заземе
свое место во геополитичките одредби? Видите, ние сме автентична македонска национална партија, која што не настанавме со делење, со цепење од друга партија, него автентично. Сега не знам по кои карактеристики викате дека сме многу блиски со ова, со единство. Ако мислите по тие обележјата. Обележјата, ВФТ знаме. Па нема сега стално се кажува дека слично било името или боите, нема врска тоа е. Пред се знамето, вење на руско знаме, се подразбира во јавноста како блиско со... Јас тоа го објаснив во една прилика, значи има видео, јас тука го има по социјалните мрежи, значи до самото кога Хермелинот тргна према народот да го гази, цело време на целиот собир има едно убаво видео, целиот собир се гледа, нема ни едно руско знаме. И во тој момент кога тргна Хермелинот према народот, кога се издаде наредба, кога ја тргнав да го спречем Хермелинот, во тој момент и јас не бев свесен да кажем како наеднаш руското знаме во мојата рака. Сега да не се свати дека ова се правдам. Јас ако дојде пак ќе го направам истото и со руско знаме. Него сакам да ти кажам каква се направи некоја стратегија. Тоа беше една ситуација кај што шок бомби пукаат, едно емоции силно тргнува Хермелинот. Знаете, јас и цело време на видеото се гледа како јас сум со 16 кракото со знамето со 16 кракото сонце. И пред самото качување на Хермелинот веќе така некако во рака ми доаѓа и ова и знамето. Знаете зашто господин Бачев ве прашуваме? Само да не сватам грешка, значи ќе повторам, не дека јас сега се правдам. Значи мене ми е гордо што ако било и тоа, него било некој смислено сценарио, а иначе ако дојде ја и утре би го направил тоа и со руското знаме. Затоа една од нашите подтеми практично во оваа емисија беше Јанко Бачев руски човек или Дон Кихот на македонската политика. Значи затоа што факт е, ви објаснати како што објаснува, дека многумина ви ќе употребав погрешен збор, ви увалуваат, ви импутираат дека сте руски човек. Ќе појаснам сега. Од друга страна, мене лично повеќе ми изгледате како човек кој што долги години оди спроти брановите, оди спроти мејнстримот и терате некоја своја политика која што често пати нели се судира со објективните можности, меѓутоа вие не отстапувате од неа. Ние значи не е спорно дека се залагаме за соработка и блиски односи со Русија и Евроазијската унија. Добро. Значи, па еве и Русија гледаме не се буни што Македонија сака да стане членка на Европската унија. Притисокот беше во однос на НАТО, да не станеме членки на НАТО. А за Европска унија, еве и за Србија, викаат слободно влезете во Европска унија, и за Македонија. И сега што беше нашата поента? Значи, нашата поента беше да изградиме едни сојузи подалеку од Брисел со држави кои што не признаваат како македонци. Русија 30 години не го доведе во прашање нашето име, идентитет, историја, традиција, не го доведе во прашање и ние воспоставиме една политичка соработка. И 2018 година кога се ребрандиравме, ние тргнавме многу силно. Јас низ Македонија бев зачуден. Тие анкети значи биле лажни што не 3 или 30 години дека 80% народот е за ЕУ за НАТО. Кога тргнавме низ Македонија во посета на сограѓани средби, комитети, тоа една еуфорија имаше во однос на таа идеја. Значи не е точно дека такви биле тие лажни анкети што Сорос тука не ги сервирале 30 години. Видовме една голема еуфорија и во тој момент нас мораше да не спречат. Не инфилтрираа луѓе кои што се залага да правиме паравојни структури, паравојни организации и сега после ја видов целата таа игра, ние нити како единствена Македонија имавме ресурси, нити пак имавме намера да правиме такви работи. И после видов дека луѓе во раководството бараа да носиме одлука за формирање паравојни формации. И ние и сега што била смисла тако тоа го донесовме, ке имаше МВР легална основа да не испоапси сите. Меѓутоа не наседнавме на тие трикови и значи тоа што го кажуваат проруски луѓе, руски пари земаат, тоа беше една голема лага, една голема негативна кампања према нас. Еве јас ги повикувам и сега, кај се тие руски пари? Јас утре ако бидам министер за внатрешни работи, ако знам некој дека зема странски пари, ја веднаш ќе го опсам. Бидејќи нашите закони се такви. Ќе треба да опсите половина од политичката система. Мене така ми се чини. Па еве тога, значи нашите закони се јасни. Значи не можат политички партии да се финансираат со пари од странски влади или од странски органи. Меѓутоа таа кампања е удря, вие гледате цела кампања на референдумот ја водеа на антируска основа. Вие замислете, ние сме помала партија, на 17 септември 2018 доаѓа во Македонија Джеймс Матис, пазите се министерот, секретарот за одбрана на САД. Доаѓа и уште со Шекеринска на аеродромот, се симнува, човекот дава изјава, вика, тука дојдовме, вика, имаме сознание дека во Македонија, Русија, Москва финансира руски партии, фрла руски пари за да биде неуспешен референдумот. Значи, таква антируска кампања направи, меѓутоа тоа се види дека не им донесе резултат и референдумот беше неуспешен. Народот го повика, нашиот повик за бојкот на референдумот. Се сеќавате тогаш ние Македонија поширена, подолжена со тој брендираниот автобус, Македонија бојкотира, ја прошетавме 20 дена
имавме многу големи активности и не им успеа таа. Значи тие беа смислени наменски кампањи. Нити сме ние проруска партија, нити сме некои руски инсталации. Ние сме автентична македонска партија која што сака соработка со Русија. Да, и тоа не е ништо спорно, ние не е спорно, не судиме заради тоа, Не, си за јавноста, легитимна ваша политичка определба и да Да. бидете со Русија, не е спорно. Мене зборот ме беше Горан, објективните можности за таа радикална промена во македонската политика колку се веројатни. Бидејќи Македонија не е нити она досадна изрека на пуст остров, нити е во дел од Европа, од Евроазија, каде што тоа лесно би поминало. Еве и да сте во право дека народот тоа го сака. Ние се наоѓаме во епицентарот на случувањата каде што се знае кој ги контролира работите. Тоа е во ред, меѓутоа работите се менуваат. Гледате пред известно време, гледате во Афганистан што се случи. Американците си ги собраа парталите, се отидоа назад во Америка, се кача на авионите, војници се отидоа. И гледате тука што се случи веќе, тие поместувања одат. 99-та година, на 9 јуни, тој војно-технички договор во Куманово, кој се означи крајот на бомбардирањето на Стара Југославија, што го случи НАТО со Србија, со Стара Југославија, веќе после 3 дена на 12 јуни 99 година, бидејќи со договор беше предвидено тој квор, тие војници на НАТО да влезат во Косово, 51.000 војници имаше. Земјитот на квор во Косово. Еве сега во Бон стил се 2.500 само. Може да ве потсетам, Те се 2.500 и сега, значи тие поместувања си одат. кога се враќате назад во историја, да ве потсетам, може ли, знаете ли која прва воена единица влезе на Косово? Руските падобранци. Рускиот батальон од Да, тоа беше на аеродромот. Руските падобранци влегоа на аеродромот во Приштина, да. Приштина. Меѓутоа што се случи, влегоа повели. и си замина за многу кратко време. Видете, Русија тогаш, таа е друга Русија во тоа време. Да кажеме, не беше толку моќна. Не сакам да кажам друга работа, значи некој дал политичка наредба од Москва да се префрлат тие како символичко нели стапнување на руската чизма во Па први влегоа на аеродромот во Приштина. така. Сега после со тој договорот резолуцијата 1244 што ја донесе Обединетите нации, таму се предвиде војното присуство да биде од НАТО, цивилната мисија да биде умник, меѓутоа поентата им беше 51.000 во земјата од НАТО имаше војници на Косово, таа Бон стил. Да. Сега се 2.500. Сега само 2.500 тука влегуваме во исто така многу важна тема, веќе 7-8 дена на северот на Косово се случува исклучително сериозна ситуација. Значи специјалните полициски сили РОСУ, чинам се викаат на косовската полиција, влегоа тамо на оној прелаз премин, граничен премин и Јариње, не дозволуваат со српски таблички да се влегува од централна Србија кон Косово, реагираа веднаш граѓаните кои што живеат Срби од северно Косово Не, и сега имаме од една Србија може да влегуваат него луѓето во не сме да користат во српски Косово, таблички, да, не смеат Тоа исто беше се жители поентата. на Косово. И сега имаме ситуација во која што тамо специјалните полициски единици на Косово стојат на граничниот премин со тешко вооружување, со хамери, Се да провериме да не се вречерва повлечени сега, да не се. доаѓаме до тој момент, од другата страна седат граѓани не се публикуваат. Вчера и завчера претседателот на Србија Александар Вучич демонстрираше еден облик на сила, значи се појавија српски авиони, се појавија српски хеликоптери, дури бојни возила и потоа рече дека нема да се дозволи уште еден погром на српскиот народ нити во Косово, нити било каде и рече ако дојде до такво нешто, ќе дадеме рок на НАТО 24 часа да интервенира, ако не Србија со силниот ризик ќе влезе на Косово да ги заштити своите сограѓани. И денеска се појави информација дека војски на НАТО, се уште присутни таму, вие спомнате дека само 2.500, се појавија на граничниот премин, меѓутоа ситуацијата и натаму останува многу невралгична. Па Кворе, според резолуцијата 1244, Кворе има задолжение да штити гарантира мирот и безбедност. на сите етнички заедници во Македонија. Меѓутоа дури после 8 дена се појавија таму. 7 или 8 дена. Па видете, тоа е интересно. И тоа откако Вучич покажа некаков облик Храброст, на така на храброст. Така, значи, тоа е интересно е што Косово веќе го фаќа нервоза. Сака на секој начин се повеќе да истакнува државноста. И сега почна со тие табличките. Оти тоа е елемент од суверенитетот на една држава, да имаш собствени регистарски таблички. Значи, повеќе веќе ги фаќа нервоза бидејќи веќе гледа дека работите не одат во правец во кој што не го посакуваат, него сега имаме еден обратен правец. Што се случува, не е веќе таа подршка безрезервна што ја има со овие војници што беа тука на Косово, значи тие геополитички поместувања си одат во светот и за наша среќа дај Боже да дојдат тука и на Балканот. Тогаш ќе се случат тие работи што претходно ги скоментира дека што можеме ние тука како македонци како народ кога се знае чиво е влијанието. Се знае чиво влијанието, но еве
И другата страна, и Америка, во времето на Трамп ја водеше таа линија баш во таа насока. Дори самиот Трамп кажуваше дека е спремен да се врати на некоја доктрина на Америка од 41 година од тогашниот американски председател дека ќе се повлече се во Америка, ние сме со Европа одделени. Да, тој изолација кој што е малку одделени со веројатен. Европа со еден голем океан, нема што да бараме таму. Да. Меѓутоа, председателот Џо Бајден, само тука се вмешувам, пред неколку дена даде изјава, многу специфична изјава дека САД се повлекува од воено присуство, односно од воен начин на наметнување на демократија по светот и ќе ја ангажира исклучиво цврста дипломатија. Ова е промена на курсот, се разбира ако е тоа навистина таков е планот, промена на целокупниот курс на американската политика кон странство. Па ние тука гледаме шансите и за нас како македонци. Значи во тие јас сум убеден дека тие геополитички промени ќе се случат тука. Па еве да кажеме, кој веруваше дека ќе се распадне Советскиот сојуз или Југославија, тоа како кошмарен сон на некој пред 50 години. Да, потоа за една година се тоа се случи. Тоа се случи. Значи тие геополитички промени ќе се случат. Али за жал ќе остане срамот од овие марионети што ги имаме. Што продава. Тие се такви, тие утре Путин да дојде во Скопје, тие пак како Заев такви, пак први ќе трчат со сол или да го пречекат. Значи тука е нашата мака што тука има и бизнес релации. Заев продава во Русија ајвар. Така. Семејството Заеви. Еве денес убаво пак ќе се вратиме на средбата во Мано. Убаво зборуваа сите. Дај да изградиме национално единство. Дај да ги утврдиме тие точки што никој нема да отстапува од нив. Тие 4-5 работи да ги утврдиме без разлика кој ќе победува на избори, да не се чепка во тие точки. Убаво укажуваат тоа, 30 години го нема тоа во Македонија. Да се тие стратешки интереси да се утврдат, да кажеме 4-5 точки што никој нема да чепка после изборите. Ама ние го немаме тој документ од сите партии и 90-та година тргнаа како што тргнаа работите и гледате денес на кој држа сме, сега постои веќе опасност и да не избришат. И затоа еве утре кога би биле овие сега Заев, гледам таму пак им се лигави на бугарите. Нема што да се преговарат за таква работа. Тој договор каков ќе биде веќе тој компромис кога он на масата вика дека мора да се откаже дека си македонец, дека не си македонец. И Заев упорно тврди ќе најдеме компромис. Компромис да се најде, ама да има некоја основа да се разговара. Никола Димитров вели веќе дека нема простор за компромис, ако му се ти последните изјави добро. А не само Никола Димитров, и Зоран Заев пред неколку дена имаше изјава во која што кажа дека македонската страна нема да направи никакви нови чекори, се додека Бугарија не го исполни тоа што е предвидено со договорот. Иако многу малку во јавноста овој дел беше анализиран, тој со други зборови кажа дека македонската страна веќе нема да попушта, иако многу пати петкано сме виделе негови изјави каде што како не попуштиме договорот со Бугарија, членот 11 се откажа од сите македонци во Бугарија. Каква отстапка направи на Бугарија? Значи во членот 11 со тој договор со Бугарија веќе Заев се откажа дека там добро се откажавме и од македонците во Грција, се откажавме од македонците секаде впрочем. Ние сега може да дојдеме во една смешна ситуација, немој да ни дојдат македонци од Егејска Македонија и од Пиринска Македонија да ни штрекуваат во Скопје да ги признаеме како македонци. Пред владата. Пред да побараме реклами, мора да ги побараме уште едно враќање на триаголникот Македонија, Србија, Косово, дека се случува се ова на Косово. Македонија направи договор, ако не се лажам, со Косово, со кој што се дозволува практично косовски војници, како се нарекува тој сили на Косово. Корпус некаков, да може да влегува на наша територија. Вака се тие да ги појасниме народот. Косово нема војска. Значи според резолуцијата има некакви единици заштитен корпус како тие се вака се. Тие се заштитни сили, после се преименува во косовски безбедносни сили. Арма тие има цивилна компонента. Тие НАТО ги обучува, така е барем по резолуцијата 1244. НАТО ги обучува за цивилни мисии, за елементарни непогоди, за пожари, земјотреси, поплави, во таа смисла. Значи Косово нема војска. И сега Заев тоа што го прави е голем срам. Значи државите во рете, кога има адхок ситуации, големи пожари, се помагаат меѓу себе, дали во Грција, дали Бугарија, дали Македонија. Меѓутоа ти им дозволиш бланко, слободно да влегуваат во Македонија кога ќе посакаат, да транзитираат низ Македонија. Па тие утре ќе ти влезат во Западна Македонија, а таму од Тетово до Струга сите началници на полиција се албанци. И ти може да ги извадиш. Договорот е многу прецизен, не е тоа бланко давање на дозвола, меѓутоа за мене нешто друго. Ама тоа е голем срам, тоа не е спорно правничко. Државата може со договор да се уреди како сака прашање, може кој сака да го пушти. Не е спорно тоа. Меѓутоа страм е договорот за Македонија, као договор е страм, иначе меѓународно правно обсервирано ние можеме као држава да се исклучиме било каков договор, било која војска да ја пуштиме тука, тоа не е спорно. Пак инсистирам, за мене е спорно нешто друго. Договорот е подпишан пред 10 дена, кога Албин Курти знаел дека на Косово ќе се преземе акција за трансфер на српските регистарски таблички во косовските регистарски таблички, тој знаел, имал информација дека ќе се случи оваа криза.
Пред 15 на дена поточно беше Па не поточен само што договор во знаел, тој Скопје. веројатно го направил тоа, не. Да, и тука македонските власти како да влегле во некаква замка од својот прв сосед. Па не знам, като гледате го понижи Заев на отворена стена, му кажува сред Скопје, вика не ви верувам на вашето правосудство. За враќањето на оние што ги бараат за случајот во Филковско езеро. Конвенција, па тоа е флагрантно кршење на сите меѓународни правила, директно мешање во внатрешни работи, ама рушење на достоинството на државата. Тоа најмалку што требаше Заев, веднаш требаше после пресо да го испрати Курти со авиони назад во Косово, а не со него да склучува договори. Отворено не понижи во сред Скопје. Така. Овдека бараме кратка пауза за реклами, нема веќе бегање од тоа, па се враќаме во студиото и разговорот со господинот Јанко Бачев. Во нашата природа е да се надпреваруваме, да откриваме, да замислуваме и да живееме со нови искуства. Предизвикај ја иднината со најбрзата мобилна мрежа на најголемиот оператор во Македонија. Изберете A1 Postpaid и добијте неверојатни 100 гигабајти интернет секој месец. Плюс, одберете нов Samsung смартфон по одлична цена. A1. Секој твој свет. Погледни животот пред тебе, луѓе лудуваат, дали нешто се случи во А потребно е само малку за да направиме да биде убаво. Заедно. И се е можно. Скопско. I need to try it first. Президент Салакис Traditional. Зрело сирење на парчиња, спакувано во практично пакување со цедилка. Исцеди, преврти, сервирај и уживај во медитеранското задоволство. Ново. Сега и во вакуум пакување од 300 грама. Президент, неодолива страна на животот. Уживајте, бидете весели, бидете среќни, радувајте се. Започнува Нептун Happy Week. Ајде до 4 октомври. Брзи кредити, без шалтери, без процедури, 0% камата до 60 рати. Happy Week. Купување за миг. Нептун. Живеј подобро секој ден. Да прославиме заедно! За нашиот пети роден ден подаруваме по 5000 денари секој ден. Учествувај во едно од 55 извлекувања. Разбери повеќе на credisimo.mk. Кредисимо. 5 години. Пари на време. Откри го својот вистински потенцијал со системот за бречење Gillette Fusion. Неговите 5 неверојатно остри сечила се поставени на флексибилни пружини, за да ја почувствуваат и да се приспособат на секоја линија од твоето лице. Уживај во подлабоко и нежно бричење, за да изгледаш и да се чувствуваш најдобро секој ден. Жилет, најдоброто што може да го добие секој маж. Што е? Што сте се здрвиле? Шејкувајте малку. Беше добро, мој шейк. Плазма мини чоко со вкусна јагода милкшейк. Викај ја јагода и пробај да престанеш да се забавуваш. Тоа е дошто чоколадни капки, врз фино тесто и нежен облак од шеќер. Некои го викаат нова ера, некои го викаат ново задоволство. Ние го викаме нов 7 Days Croissant, Chocolate Drops, чоколадна љубов на различен начин. Открите ги новите јогурт, кисело млеко и павлака од Алпско. Сега со нов свеж изглед и подобар вкус. Ново алпско јогурт и кисело млеко без лактоза. Тиго, побрзи од стресот. Само во Тиго, првиот кредит е бесплатен. Колку ќе земете, толку ќе вратите.
Аплицирај на tigo.mk и земи пари веднаш. Zašto je važno da svi vi koji imate hronična, maligna ili neka druga teža obolenja koristite G132 plus Naturol? Zato što ovaj preparat može da vam obezbedi dug i kvalitetan život, ali uz postojeću terapiju. Дефиниција за свежина. Скопско Смут. Почувствувајте ги ситните детали со Grundig телевизорите. Јасно и гласно, како да е прв пат. Со Grundig телевизорите не гледате, туку чувствувате заедно. Не пропуштајте единствената понуда на Нептун. Сите Grundig телевизори на 24 рати без камата. Grundig, дистрибуирана од Нептун. Првото нешто со кое се запознаваме во животот е чистата љубов, која не движи и засмева, која расте кога споделуваме нежност и уживаме во убавината. Секогаш е тука за да не води, чиста како првиот ден. Љубов чиста како роса, вода со висок квалитет. За се што ми треба. Повеќе од 300 производи за нега и исхрана за вашето дете. Само во ДМ. Да, се враќаме во студиото на Заспи ако можеш. Променете концептот, морам да признавам, поради политичките рекламирање, кам почеток на кампањата и така натаму, навистина ќе видиме многу брзи и концизни. Горан има уште пар прашања. Уште само едно, немаме време за повеќе. Баче, вие пред влегувањето во политиката работевте во безбедносните служби, во УБК. Една мала споредба, времето кога вие работевте пред 20 на години, отприлike 18-19 години, со она што сега се случува. Практично нема недела да нема сериозен скандал. Афера Жолто Комбе за трети земји, македонски оперативци снимале, мониторирале, преслушувале, Господ знае што се правеле. Да не ги гледам, тука многу има, пасоше 215 криминалци низ цел свет. Сега последната информација беше дури како навреда го доживува во објаснувањето од министерот Спасовски од МВР дека другата фатена во Црна Гора од црногорските власти стоела во возилото на МВР 5 години од како биле фатени. Навистина како да сме ние сите идиоти во Македонија и ни кажуваат ќе им текне на некого таму, некој во службите, ќе рече таа е пред 5 години фатена. Како го доживувате? Не, тоа се веќе смешни работи што ги прават, бидејќи да кажеме, убаво кажавте, 5 години била дрогата, а марихуаната, да кажеме, има некој препознатлив мирис, лут мирис, што и при изгорена состојба и кога не е во изгорена состојба, кога е во цвет, така да 5 години тоа возило се возило од страна на оперативци на МВР. Некој морал да забележи. Па мирис ќе осети во колата. 5 години марихуаната има многу силен мирис како цвет, така да и осенако тие полицајци не се издрогирани сите кои возат колата, па не осеќаат ништо, кој ги знае. 5 години да ја возиш колата, тоа мора да се осети. Значи, ова е лаже. Тоа е класен шверц на дрога и тоа не е ништо страшно ново за оваа држава. Јас ќе ве потсетам на еден битен момент, бидејќи сме при крај на емисијата, ако се сеќавате, производувачите на канабис во Македонија пред 2 години пред собрание се заканува дека ќе ја запалат дрогата во вредност од 50 милиони евра, бидејќи не можеле да вршат извоз на цвет од марихуана, бидејќи тогаш ВМРО не се противише на тој шверцетски закон во собрание да помине и они кажаа дека имале залих од 22 тона тие производителите во Македонија што произведуваат марихуана и се закана дека ќе ја запалат. 2 години помина,
Кај е таа дрога се? Нити ја запалија, нити ја стуре пред влада. Најнова моја информација што ми ја каже на амбасадор во нашата земја, дека таа дрога Заев ја прошверцувал во содејство со амбасадор на една западноевропска земја, каде што дрога марихуаната е широко распространета во таа земја, значи тука нема шверц во земјата. Земјата таа е складирана тие во вредност од 50 милиони евра, меѓутоа Заев ја носи мимо законските прописи. Во Македонија нема закон за извоз на цвет на марихуаната. Значи Заев во содејство со тој амбасадор на таа западноевропска земја, каде што кажав дрогата е марихуаната е призната од многу одамна, многу либерална. Прилично сериозни обвинувања. Многу либерална, значи Заев ја шверцува тој каде се тие 22 тона. Па дел видовме, беше фатена 200 килограми нели. Ама интересни се тие од мак канабис. Операцијата на ДА. Тие кажа дека дрога, вика марихуаната, вика ни скапува во магазините, вика ако не дозволи Заев законот, ако не се донесе пред 2 години, излегува е пред влада. Се закана дека ќе запалат. И ги снема. Еве сега пред 2 недели пак не помена законот. ВМРО пак се протистави на закон за опојни дроги, бидејќи е шверцерски, ги нема нигде да дигнат галама. Да каже чекајте, уште не стои дрогата, скапана е, не може да ја значи таа дрога е однесена. Исчезна во Рачиново повеќе од 1 тон. Не, ДА фати 200 килограми, политички началник во Прилеп и така натаму. Главната дрога ја прошверцувал Заев со еден западноевропски амбасадор во една западноевропска земја, бидејќи таму е либерален овој таа земја, тие фирми од таа земја ја зимаат таа дрога, меѓутоа сега спорно тука што Заев тоа го прави мимо законот. И сега таа дрога кој била во вредност од 50 милиони евра, така кажа од Макканабис здруженијето, дека имат во магазините за 50 милиони евра, и сега Заев најверојатно си го има земено свој дел од тој дел, и на овие им дадено по нешто, и еве ги кјутат, ги немат и од Макканабис сега никаде. Каде се добра тема за истражување, но за жал мораме да прекинуваме. Прво што ги праша тие од Макканабис пред 2 години вика ќе ја запалат, дека им скапува. Каде е сега таа дрога за 50 милиони евра? Еве ги кјутат, ги нема никаде. Така. Добро. Почитувани гледачи, ви благодарам пред се господин Јанко Бачев за гостувањето. Се надевам ќе имаме и повторна прилика. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата со претседателот на Единствена Македонија. Само да кажам дека изборната кампања започна, ќе биде лудило наредниве 20 на дена, кој издржи, кој не. Ќе видиме како ќе помине сето тоа. Да кажам дека двајцата лидери на главните политички партии, Зоран Заев и Христијан Мицкоски, започнаа кампањите со шеги, со вицови, што е добар почеток според мене. Во таа смисла ќе кажам јас, еве уште една полушега, полувистина. Сакам да го поздравам Томи Тројачанец или Томио Троја, нашиот тонец, кој што наводно според многумина живее неколку векови веќе по овој свет во разни реинкарнации, и се разбира камерманот, односно снимател Дејан Нелковски, кој што од некоја причина исто така сака да живее толку многу време. Ви благодариме за се, почитувани гледачи. Гледате утре во 15 часот во репризнато издание и утре вечер во живо со мене и Горан Миновски во 22:30. Пријатна ноќ.